Додека Балканот се справува со неподнослив топлотен бран, вработените во зоолошката градина во Белград им помагаат на животните да се разладат, прскајќи ги со студена вода и хранејќи ги со замрзнат овош и зеленчук. Голем дел од животните се од топли подрачја, но во зоолошката има и поларни мечки и волци на кои им е потешко справувањето со топлото време. Температурите на Балканот се искачуваат и над 40 степени Целзиусови. Регулаторите во Грузија одобрија зголемување на цените на струјата за 30%. Цената порасна за толку за колку што грузиската валута лари девалвираше во однос на американскиот долар од ноември 2014. Се уште нема никаква реакција од медиумите. Одлуката за покачување на цената на струјата за 16% во соседната Ерменија изминатиот месец предизвика масовни протести. Околу 900 луѓе се евакуирани од своите домови во предградието на главниот град на Казахстан Алмати по лизгање на земјиштето кое ја погоди област. Лизгањето на земјиштето се случи откако неколку денови поради високите температури почна да се топи глечер во планините над градот. Пошто нивото на реките порасна, со што се зголеми стравувањето дека може да пукне браната во близина на градот. Десетици куќи се оштетени од лизгањето на земјиштето, но не се пријавени жртви. Градските власти во Алмати прогласија вонредна состојба и испратија околу 2000 спасувачи и 3 хеликоптери за да се справат со ситуацијата. Поплавени улици, домови и продавници предизвикаа поројните дождови кои го зафатија северозападниот пакистански град Пешавар. Слабата одводна мрежа во градот го зголеми проблемот, а уште дожд се најавува и за наредните денови. Поплави имаше и во други места во Пакистан. Земјоделците велат дека сите култури им се уништени.